Благодарам, колега. Се согласувам дека е сериозна работа да се потрошат 83.000 евра за тренирање на магариња во ваква светска здравствена и економска криза. Преголема сериозна работа е да се вреѓа интелигенцијата на македонскиот народ, да се прикажува дека се трошат пари за продуктивни цели, а во исто време да се злоупотребуваат средствата од европските фондови и да се доделува 83.000 евра за тренирање на магариња. Стварно е сериозно. Ова, поготово за македонските сограѓани кои што не следат, е тема која што треба да биде искомуницирана и да ја знаат каде се трошат парите. По однос на она што го спомнавте, еви да сакам да ви верувам и да се согласам со вас дека е така, и да се согласам, тогаш бројките кажуваат нешто друго. Ако мерките имаат ефект, тогаш зошто 46.000 наши сограѓани за 6 месеци останале без работа? Еве да се согласам дека потрошените средства и зголемениот јавен долг е насочен за поддршка на компаниите, тогаш зошто се луѓето останале без работа? Зошто останале без работа ако стварно компаниите навремено добиле поддршка која што им е значајна за да продолжат да функционираат? Значи овде нешто не функционира. Некој лаже. Некој не ја гледа реалноста во очи. Друго кое што вие го спомнавте е тоа дека парите и јавниот долг е потребен, односно зголемувањето на јавниот долг е потребен, но јас ќе ве запрашам уште нешто за крај. Се согласувам со вас, сите земји го прават тоа, без разлика дали тие инвестираат и ги насочуваат средствата во капитални инвестиции, а ние на други трошоци. Дали имаме стратегија како ќе ги вратиме подоцна тие пари? Дали имаме стратегија да креираме вредност во стопанството, во економијата, за да подоцна, постепено го намалуваме тој јавен долг и да ја оправдаме довербата на трошењето на тие пари, затоа што тоа не се пари на оваа власт, тоа се пари на граѓаните. Кога кажуваме владата дала мерки, односно презела мерки, дала пари, граѓаните ги плаќаат тие мерки, не владата. Така да треба да бидеме и по однос на оваа тема сериозни, да не ја користиме оваа тема дека владата дала, не, граѓаните дале, затоа што сите овие пари ќе ги враќаме ние и нашите деца. И треба да изградиме стратегија како да дадеме вредност во стопанството за во иднина постепено да се враќаат овие пари. Благодарам.